Почитувани сограѓани, пред 4 години на граѓаните на Валандово им беше ветено се и сешто, насловено како живот во Валандово за сите. Потоа во програмата се редат ветувања за чиста вода за пиење, чист воздух, па канализации со прочистителни станици, гасна мрежа, индустријска област, деловен бизнис центар и така натаму. Следува планот 5-50-500, што требаше да значи 5 нови поголеми фабрики, 50 помали производствени погони и 500 работни места. И за комплетирање на текстот следува јавен транспорт, кванташки пазари, амбуланти и уште многу желби. Рок 2021 година. После 4 години граѓаните сваќаат дека од ова нема ништо, но и дека општина Валандово се соочува со сериозни и суштински, па и финансиски проблеми. За јавната и локална администрација на граѓаните им беше ветено квалитет наместо квантитет, односно намалување на бројот на вработени во јавниот сектор, а тоа што го добија сега е токму спротивното. 4 години поминаа, а ветувањата за жал станаа лаги. И не е проблемот во ветувањата, тоа го прават сите. Проблемот е што истите не се произлезени и од издржана визија со чесен пристап и што приоритетите се подредени по обратен редослед, а ресурсите се употребуваа и трошеа нерационално. Кога пред избори пред граѓаните се промовира програма, мора да се има во предвид дека за 4 години на исто или слично место ќе се соочи со нив и со висината. И тука ќе знаеш дали си успеал или не. Токму затоа за Валандово ќе понудиме еден поинаков и реален концепт со реална динамика на суштинскиот развој и една поинаква визија за тоа како ќе се развива општината. Најпрво ќе направиме анализа и ревизија за тоа како е работено и менаџирано досега, каква е реалната финансиска состојба на општината, за на граѓаните да им ја предочиме вистината која не е добра. Но добро е тоа што имаме тим составен од честни и способни луѓе, спој од искуство и знаење, луѓе што знаат како, луѓе што можат. Начелата од кои ќе се водиме ќе бидат честност, посветеност и отчетност, а во раководењето на општината ќе бидам искрен, темелен и ефикасен. Ќе искористам оваа прилика да му се одолжам на мојот град и општина Валандово за сите можности што ми беа овозможени во досегашната моја реализација. Нашата општина е мала. Валандово е мал град. Тука отчетот е речиси секојдневен настан, па доброто работење ќе се види веднаш. Барајки одговори зошто толку се потврли, граѓаните сватија дека 4 години со општина Валандово раководи една локална варијанта на власта. ВМРО ДПМН укажуваше што ќе се случува во Македонија. Сето ова започна со големи лаги, кршење на уставот и законите, продолжи со национално предавство, а корупцијата стана заштитен знак на една штетна, неспособна и безперспективна политика, пресликана и на локално ниво, како систем на владење. Како таков овој систем не може да додржи и ќе падне токму поради тоа. Дека е така, укажува фактот, дека животот стана прескап за обичниот човек. Како се ближи крајот? Сведоци сме на се понебулозни и поштетни одлуки и потези на власта. И народот на овие избори ќе стави крај на оваа темна дамка во македонската историја, зашто не сака да биде обезличен, понижен и тугинец во својата држава Македонија. Македонија за сите луѓе, Валандово за сите луѓе.